На сите ни се има случано да ја изгубиме самоконтролата пред трпеза полна со вкусни деликатеси и потоа да се соочиме со физичките последици од прејадувањето. Особено сега за време на празниците, кога масите се преполни со јадење во текот на целиот ден. Многу лесно може да се случи да претерате со храната. Што можете да направите веднаш? Џвакајте ѓумбир или напијте се чај од ѓумбир. Докажано е дека ѓумбирот е ефективен природен лек при нагони за повраќање, гасови, подуеност и стандардна болка во стомакот. За најбрзи резултати, едноставно земете парче ѓумбир и џвакајте го. Доколку не можете да го поднесите силниот вкус на ѓумбирот, не мора да го консумирате сиров, туку направете си чај од него. Почестете се со чајот нане. Нашите баби и мајки имаа право. Чајот од нане е спасител при болки во стомакот, подуеност и грчеви. Или пак, чај од камилица. Ако не ви се допаѓа чајот од нане, можете да го замените со чај од камилица. Смирувачкото дејство на камилицата ќе ве релаксира и вас и вашиот стомак. Одете на прошетка. Не легнувајте веднаш по обилниот оброк. Победете ја потребата за мрзеливо излежување и одете на лежерна прошетка. Движењето ќе му помогне на телото полесно и побрзо да се справи со консумираната храна. Што да правите ден потоа, доколку се уште се чувствувате прејадено? Започнете го денот со вода со лимон. Во една чаша со млака вода исцедете еден лимон и испијте атичноста. Оваа мешавина го подобрува варењето на храната и може да ви помогне доколку сте подуени. Никако не го прескокнувајте по јадокот. Утрото по прејадување, веројатно ќе си помислите дека е подобро да го прескокнете по јадокот, но се препорачува задолжително да јадете нешто лесно, како банана, јогурт, печено лепче со тенок слој путер од кикиритки или мед, јаболко и слично. Не се казнувајте себе си со гладување, бидејќи ако го прескокнете по јадокот, голема е веројатноста повторно да претерате со храната подоцна во денот. Испијте најмалку 8 до 10 чаши вода, за да му помогнете на телото да се справи со вишокот внесена храна. Бегајте подалеку од солта, затоа што солта го поттикнува телото да задржува повеќе вода, па уште повеќе ќе се чувствувате подуено. Ако ви се грицка, посегнете по несолени ореви, бадеми или пак пуканки. И тој ден јадете бел ориз за ручек. Белиот ориз лесно се вари во организмот, го смирува стомакот и е особено полезен доколку имате диареја, што често се случува по прејадувањето. За да се ослободите од вишокот килограми, се што треба да направите е да се ослободите од одредени навики и истите да ги замените со здрави алтернативи. Како со малку труд да го промените сопствениот изглед и да изгледате и да се чувствувате добро. Ви нудиме 11 начини за тоа. Заменете ја конзервираната храна со замрзната. Во конзервансите се ставаат дополнително шеќер и конзерванси, а немаат ниту многу витамини. Од друга страна, замрзнатите овошје и зеленчук ги задржуваат здравите елементи и немаат дополнителни состојки кои дебелеат. Заменете ги шеќерените сладки со јаткасти плодови и сушено овошје. Заменете ги колачите и бомбоните со сушено овошје и јаткасти плодови. Така ќе се ослободите од вишокот шеќери кои ве дебелеат. Јадете овошје со големи наместо мали семки. Праските, кајсиите, сливите, сите тие овошја кои имаат една голема сенка во центарот, ги намалуваат нивоата на холестерол во крвта и така полесно го губите вишокот килограми. Не го употребувајте лифтот. Ако престанете да го употребувате лифтот и наместо него започнете да се качувате по скали, за само 1 месец ќе почувствувате разлика во здравјето, но и во бројот на килограми.
Следната алтернатива е хула-хоп наместо чипс. Седите пред телевизорот и морате да грицкате нешто. Наместо тоа, започнете да стоите пред телевизорот и да вежбате со хула-хоп. Така ќе ја замените потребата за јадење со здрава спортска активност. Заменете ги десертите со многу калории со десерти со помалку калории. Ако сакате да се ослободите од вишокот килограми, морате да се ослободите и од вишокот калории кои секојдневно ги внесувате. Обидете се овошниот јогурт, на пример, да го замените со вкусна овошна салата. Кажете им не и на масните сосови. Еве, на пример, мајонезот, заменете го со кисела павлака. Одберете го вистинското кафе. Направете една многу едноставна работа. Омиленото капучино или макијато, кои содржат многу масноти од млекото и шекерите, заменете ги со обично црно кафе. Ќе изгубите многу калории, а со тоа постепено ќе ги намалите и килограмите. Ужина пред оброк. Кога грицнувате по ресторани, многу често можете да внесете и до 1000 калории повеќе отколку што ви се потребни во текот на денот. Но наместо оние брзите масни оброци, одберете на пример салата. Или на пример, каснете само неколку парчиња пица, наместо да ја изедите целата. Добро познато е и дека различни мириси можат да го зголемат вашиот апетит. На пример, мирисот на банани, јаболка или круши може да ви го намали апетитот, а сладките да го зголемат. Доколку сте гладни, обидете се да изедете една супа. Така ќе бидете полни, а килограмите брзо ќе почнат да се намалуваат. Тоа значи дека оброкот не треба да биде целосен, туку може да се содржи само од чинија лесна супа. Кафеавиот ориз е многу поздрав и побогат со хранливи материи од белиот. Токму затоа, голем број на нутриционисти го препорачуваат како одличен оброк кој треба да се вклучи во секојдневната исхрана. Единствената негативна работа, ако воопшто може така да се нарече, е тоа што му е потребно повеќе време за варење, за разлика од белиот ориз. Но затоа изобилува со огромен број други придобивки, од кои најважни се следниве. Го помага варењето на храната. Кафеавиот ориз е богат со влакна, кои помагаат во правилното функционирање на цревата и дигестивниот систем. Спречува зголемување на тежината. Повторно заради тоа што содржи влакна, ве одржува сити и со тоа не ви дозволува да внесувате храна, кога на организмот не му е потребна. Едно истражување, направено на Харвард, покажало дека жените кои во исхраната внесуваат храна со цели зрна како кафеавиот ориз, имаат 50% поголеми шанси да ја одржат телесната тежина. Го одржува кардиоваскуларното здравје. Маслото кое го содржи кафеавиот ориз го намалува лошиот холестерол, а на сметка на тоа го подобрува добриот холестерол. Истовремено го намалува таложењето на мастите во крвните садови и стеснувањето на артериите, особено кај жените во менопаузата. Го намалува ризикот од астма во детството. Истражувањата покажале дека децата кои консумирале храна со цели зрна во комбинација со риба имаат 50% помали шанси да развијат астма. Здрави коски. Една чаша кафеав ориз содржи околу 21% од препорачаната дневна доза магнезиум. Ова е важно, бидејќи магнезиумот е мощно важен за одржување на вашите коски. Кафеавиот ориз е и богат со антиоксиданси. Иако антиоксидансите главно се поврзуваат со храна, како ќелј и чија, сепак и кафеавиот ориз е исто така одличен извор на антиоксиданси. Тие се особено важни, бидејќи се борат против појава на болести, како рак и Алцхајмер. Ја спречува појавата на рак на градите. Фитонутриентот лигнин
кој се содржи во кафеавиот ориз, е особено корисен во борбата против создавање на клетките на ракот во пределот на градите. Ја спречува појавата на диабетес. Влакната кои ги содржи кафеавиот ориз повторно се клучни за оваа негова функција. Дејствувајќи на процесот на дигестија, помага за побрзо варење на јаглехидратите, со што шеќерите се ослободуваат многу побавно во организмот и не доаѓа до нивно зголемено таложење. Диабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Тоа е хронична состојба каде постои пореметување на метаболизмот на мастите, белковините и јаглените хидрати, и каде што главна одлика се зголемените вредности на шеќер, односно гликоза во крвта. Диабетичарите имаат покачени вредности на гликоза, затоа што нивниот организам не може да ја пренесе неа во клетките. И покрај многуте предрасуди, диабетичарите можат да ги извршуваат сите животни активности најнормално, со тоа демантирајќи го митот дека имаат многу ограничувања. Пример за тоа се јавни личности кои живеат со диабетес. Тоа се актерите Хали Бери и Том Хенкс и фудбалерот Начо Фернандес. Постојат два главни типа на диабетес. Диабетес тип 1, кој се јавува во која било возраст, но најчесто кај деца, тинејџери или млади луѓе. Кај овој тип диабетес, панкреасот создава многу малку или воопшто не создава инсулин, и затоа потребно е секојдневно ставање инсулин во организмот. Вториот е диабетес тип 2, кој најчесто ги погодува возрастните, но во последните години се јавува и кај тинејџерите и младите лица како резултат на прекумерно зголемување на телесната тежина. Кај овој тип на диабетес, панкреасот најчесто создава инсулин, но или таа количина не е доволна за потребите на организмот, или клетките се отпорни на инсулинот. Симптомите за појава на диабетес се зголемено чувство на жед, често мокрење, губење на телесна тежина, заматување на видот и слично. Диабетесот може да предизвика оштетување на очите како последица на долготрајно зголемено ниво шеќер во крвта. Се оштетуваат крвните садови на ретината. Доаѓа до краварење на самата ретина, до оток и масни таложења, особено во центарот за јасен вид, како и создавање на нови крвни садови, заради што доаѓа до појава на краварење во внатрешноста на окото. Оваа состојба се нарекува диабетична ретинопатија. Природни намирници против болка. Болка во мускулите. Цреша. Еден грст од овие плодови или 2 чаши сок од цреша во денот ќе ви ги намалат болките во мускулите. Црешата содржи антивоспалнителен ензим како ибупрофенот, но без никакви нуспојави и штетно влијание врз желудникот и бубрегот. Губење на меморијата. Сончогледово семе. Конзумирајте 1/4 шолја дневно. Семето на сончогледот изобилува со витамин Е, кој ги штити неуроните во мозокот од акумулиран стрес, што значи подолго ќе паметите. Недостаток на концентрација. Јајца. Конзумирајте по 1 јајце во денот. Јајцата содржат хранливи материи кои му помагаат на мозокот да ги пренесе наредбите на остатокот од вашето тело и истовремено ја одржува структурата на клеточната мембрана. Старење на кожата. Портокал. Конзумирајте по 1 во денот или 2 чаши сок од портокал. Витаминот С му помага на телото во производство на колаген, протеин кој ја одржува кожата еластична. Депресија. Кафеав ориз. Конзумирајте по 1 шолја варен кафеав ориз во денот. Јаглехидратите помагаат во регулирањето на производството на серотинот, кој влијае на контролата на расположението. Несоница. Пилешко месо. Конзумирајте по 100 грама во денот. Пилешкото содржи аминокиселина која му помага на телото да го произведува хормонот мелатонин кој помага подобро да се спие. Отечени очи. Зелен чај.
Конзумирате по една шолја дневно, после јадење. Отеченоста која создава темни кругови околу очите, често е предизвикана поради задржување на течност. Зелениот чај ги намалува несаканите отоци по целото тело. Недостаток од енергија. Банани. Конзумирате по една дневно. Бананата е богата со калиум и магнезиум, кои се клучни елементи за производство и чување на енергијата.